Секој си го поставува прашањето во какво општество сака да живее и за кои вредности да се залага. Ретко кој го нашол одговорот, правејќи планови за годишен одмор. Владимир Лазовски планирал 3 месеци да се занимава со инклузија на исфрлените, за да го дополни буџетот за летување. Но планот се сменил. Се најдов во средина која што баш промовира една демократичност, инклузивност, толеранција и ми даде некаква потврда да си помислам, па ете добро, има еве и други, и може ми дадува чувство на припадност. Искуството од МЦМС, Отворете ги прозорците и други организации сега го пренесува во тимот на Министерството за труд и социјална политика што работи на деинституционализацијата. Ова се луѓето што не чекаат решенија, туку ги бараат. Не креваат раце, туку ги засукуваат ракавите. Познати им се и пречките и неуспесите, и тешките услови. Се борат со бирократски лавиринти, недоречени закони, партиски притисоци, приватни интереси. И не се откажуваат. Тие се носители на промени. Што е најголемата мана на овој начин на згрижување? Изолираност, сегрегацијата од општеството. Установите, по дефиниција, тоа во теорија го имаме, значат изолација на луѓето за кои се грижите од заедницата, од средината во која што живееле. Тие не добиваат поддршка во својата природна средина, во своето природно окружување, туку напросто се преселени, преместени во една, би рекол, прилично безлична установа. Деинституционализација. Деинституционализација. Теоретски нешто што се решавало преку установа да се реши на поинаков начин. Во пракса, преместување на луѓето згрижени во големи социјални установи во мали крупни домови. Во средината каде што луѓето живеат. Во земјава има околу 2400 луѓе во 16 институции. Треба да се распределат во групни домови, дневни центри и други непосредни установи. Институциите имаат строги правила, дневен распоред, време за јадење, спиење, хигиена, без многу избор и слобода. И некој треба да живее така само затоа што е различен. Тоа е особено неповолно за децата. Затоа приоритет е да се преместат децата до 3 години, па другите деца, па возрастните, но плановите се прават паралелно. Овој напуштен оддел, тука беа претходно деца. Малку треба за да се види голема позитивна промена. Гледате еден поинаков сјај, поинаков израз на лицата. Гледате деца. Кога се во институција, имам, барем јас лично чувство, дека пред да го видите детето, гледате попреченост. Тоа е многу битна разлика. Уште подобри се промените кај оние што одамна биле деинституционализирани. Пред 10 години, околу 60 лица ја напуштиле Демиркапија и отишле во групни домови. И тогаш Владко Лазовски бил дел од проектот. Се уште ги сретнува првите осумбине што ги преселил во Скопје. И кога ги видам колку наубаво се промениле, како просто функционираат и се движат во градот и дел од нив имаат некакви работни ангажмани, за жал не се вработени вака, ама ми е многу драго. Колата беше лада од моите родители. И тогаш разбирам дека целиот тој чин, веројатно, значењето на тој чин придонел да му се види колата убава или не знам. Деинституционализацијата нема само убави приказни. Таа е голема промена и потенцијално голем стрес и за корисниците, и за вработените, но и за новата околина. Случајот со селото Тимјаник го покажа тоа.
Тој е еден од многуте примери што на Лазовски му покажале дека општеството треба да ја надмине својата попреченост за прифаќање на различностите. Најголемата фрустрација на некој начин или најголемата мака во работата е кога се соочувам или ги гледам од прва рака предрасудите што ги имаме во општеството. Луѓето од ранливите групи треба да добијат услови какви што заслужува секој човек. И тоа не е само хуманост или алтруизам, туку стандард кој ако се постави ќе биде корисен за сите. Од една многу едноставна, но често заборавена причина. Групите на оние кои се изоставени се менлива работа. Во животот може да западнеме во некоја од тие групи кои се исклучени. Еве, на пример, каков е односот на општеството кон постари, кон повозрасни лица. Поради тоа, не треба да се променат само условите, туку и сваќањата. Често, вака во јавноста, па и во приватни разговори, може да чуете луѓе кои кричат да, ние сме многу солидарно општество и ете, донираме по телефони за вакви акции, такви акции. Прашањето за тоа како се грижиме за ранливите групи луѓе. Не е прашање на тоа, не е прашање на милосрдие. Ние како општество мораме тоа да го решиме системски. Тоа е прашање на права. Тоа е баш одговор на прашањето во какво општество живееме и во какво општество сакаме да живееме.